откако го завршив образованието кое сакав да го учам цел живот, некако природно е да работите со одредени целни групи и не одбивам никогаш, работам со било која целна група, меѓутоа ако ме прашате мене, онаму каде што најмногу уживам и онаму каде што највеќе сакам да ги исправам оние неправедности е сепак во работата со жени жртви. Нашата првична улога како ментори која завршивме оваа верифицирана програма беше да бидеме ментори и да нормално дека треба да се поставиме, тоа не учат на факултет, не учат во програмата и тоа природно секој стручен работник треба да го знае, дека треба да поставиме некои професионални граници во однос на емпатијата. И јас се обидувам да ги поставам, но морам да кажам дека не секогаш ми оди тоа добро и често излегувам од таа улога на ментор, некогаш излегувам само затоа што ова што го кажав не можам да направам баш секогаш граница помеѓу овие работи, меѓутоа многу често системот ве тера да го направите. Тоа затоа што во отсуство на оние улоги кои треба да ги игра системот и државата, за да биде ова така сеопфатно како процес истерано, вие мора да преземете некоја улога плюс и тоа е тоа што ме предизвикува, освен ова, да преземам и некои други, затоа често треба да бидете, и ако немате ингеренции, да се разбереме, многу често треба да бидете дел од МВР, многу често треба да бидете дел од Центарот за социјална работа, треба да давате совети за кои не треба, не са ваша работа, едноставно треба некој друг тоа да го сработи. Меѓутоа, како што кажав, во отсуство на други улоги, сепак сум се нашла надвор од ова што го работам во улоги кои не биле предвидени на почеток. Тоа е сега најнов, најсвеж случај, меѓутоа не е изолиран, не е единствен, не сработава, многу често се повторува, меѓутоа мене се уште исто ме иритира, како тој прв случај кога ми се случи, уште 50 и уште 100 пати да се случи, мислам дека исто ќе ме изиритира, затоа што тогаш гледате дека вие можете да направите се. Вие се поставите во сите улоги за кои што знаете и не знаете. Ќе направите се она што е ваша работа, ќе направите она што е туѓа работа и на крај, само затоа што ние немаме систем и немаме стратегија како да се избориме со оние поупорните насилници кои не ги оставаат на мира жените, вас среќа ви пропадне во вода. Значи, конкретно за овој случај, ова е четврто работно место кое жената го губи и кое за жал, ако го губи по своја вина, исто така треба да се преиспитате дали е доволно подготвена да излезе на отворен пазар на труд, затоа што само по себе ова е големо травматско искуство, да не се лажеме и носи комплекс на проблеми кои треба заеднички да ги решиме и јас, меѓутоа и жената со мен. Но жената доби психолошка поддршка, доби правна поддршка, кога требаше да делуваме ние и да добие економско јакнење преку вработување, она беше подготвена. Најдовме работа, во меѓувреме ја изгуби таа претходната само затоа што насилникот дошол на работното место, правил проблеми, ги вознемирувал и другите вработени. Најдовме ново вработување кое беше многу соодветно за нејза, сите ризици гледав колку можам да ги исклучам, меѓутоа јас не сум никаква институција која може да застане позади жртвата и да одам нормално по нејза 24/7, ние не можеме да ги следиме. Најдовме ново вработување кое наистина беше соодветно на нејзините капацитети. Многу ми е криво сега, затоа што она за многу кратко време, мислам, променивме цела професија, она има нешто друго завршено, има некој друго искуство, меѓутоа научи нешто сосема друго и беше многу предизвикувачки кога во исто време почнува да работи нешто што е ново и треба подготвеност таква. Го направивме и тоа, ги помина сите тие чекори. Научи тоа што беше предизвик како да го хендла, доби многу пофални зборови на работното место и на крај ја изгуби работата само затоа што уште еднашка насилникот одлучил дека не треба да ја остави на мира и дека треба да дојде на работното место и да направи дополнителни проблеми. Пред извесен период, движејќи се јас низ плоштад, каде што има многу луѓе и надевајќи се дека од некоја страна ќе ми најде, од позадина ме идува човекот и почнува да ме тегне, да ме влече, да ме скубе. Губам работните места, доаѓајќи да ме напаѓа. Тој ме демна насекаде, ме следи. Реагира многу убаво, се јавува во МВР, доаѓаат тие, го носат во станица него, она оди таму, така е процедурата да даде изјава, каде што споделува дека не се чувствува безбедно, дека таа стравува за нејзиниот живот. Замислете која е таа порака, дека некој ви вели дека
стравува за нејзиниот живот и тоа е оправдано за жал. Јас пријавувам во полиција, за извесен период доаѓаат полициски службеници, го приведуваат, мене ме насочуваат да се упатам во полициска станица за да давам изјава или за настана што се случи. Движејќи се јас од полициска станица на кај својот дом, повторно успева да ме нападне, зашто јас повторно пријавам во полиција, некако успевам да му избегам и да си заминам, продолжувајќи понатаму да ме вознемирува телефонски. Никогаш не сум слушнала некој службеник да биде казнет, без разлика каде се случува тоа, заради не е добро постапено по предметот кој што го води. И во овој случај тие што го направиле информативниот разговор во МВР, што било нивна процена дека тој нема да ја нападне ме за повторно, сигурна сум дека нема да слушнам дека тие биле соодветно казнати, правили некои ревизии на случаевите, како се решени, дали се добро, дали е донесена добра одлука, како постапил стручниот работник, пошто Не сум задоволна од институциите што и покрај тоа што е пријавено се уште не е превземено ништо против него. Тој слободно како насилник се шета, а јас сум затвореник, односно секаде кај што се движам со страх, загрозена ми е безбедноста, нели не знам од каде ќе ме нападне, како ќе ме нападне, бидејќи знае каде живеам, демнејќи ме насекаде знае каде работам, ги губам работните места, односно останувам без финансиски средства.